Овче поле, Овчко поле, големото и плодородно овче поле, односно Овчеполската котлина е регион кој што воодушевува со својата убавина од памтивек до ден денес. Ноќта дознаваме вечерта дека од озгора, од над селото, се откинува еден огромен, како да кажам, брег, свлечиште, и како полека, многу полека оде надолу и ги голта и куќите. Тој вода, ако се пуши, може да го поплави се. Парамаите и кажуваат да дојдат да потетујава, имам чист воздух, има зеленило оште. Природа убаво е, само да не фрля отпад многу. Ја чисто колку можам, за да може да покину. Глува доба. А сега зашо народот све е болан, све е побудален? Зашо не се држи ни глува доба, ништо се не знае. Кој знае што е глува доба? И ти не знаеш? Не знам. Ја? Од вечерните петли до првите петли. Глува доба после 12 ноќе. Тако викам тајде глува доба. Ни се врля ѓубре најчер, ни се врля отпади. Ќе смете вечите, купче у собате, тој се баде ќе го фрлил ѓубре таму. Не е тоа истото време кога бил земјотресот во Скопје? Да, истата година. Така? Реков, ова се случува во февруари. А земјотресот нели е на 26 јули. Така. Истата година. Имало тогаш веројатно претходно многу дождови, така? Да, ја и мислев и да го кажам. Претходно беше па поплавата во Скопје во ноември 62-а. Значи стварно имаше многу дождови. Јас се убаво тоа сеќавам. Свилена буба да се чувала. Да. Баш моја батуџетка е чувала тие буби. Па таници сада ја повеќе така таници, таница лист на уловила за бубите. Значи како што кажуват, тоа многу јака вода бил. Од тука звирал. Од ѓуриште извир. Од тука имал, значи до таму дојде. Трстеник имало над 5000 волти имало. Па глува доба на полноќ више. Од 12 сат. Па так 5 петлите. Околу 12 никако не се иде по надвор да се искача. Баба ми така кажувала. А за тие деца змејчиња? Па тоа баба кажуваше змеј, кога се родил змеј. На вода и терал. Така немало од дома вода, чешми. Кај нас и кој е било прво дете на мајко, да земе од него, да земе на земце, да једе. Тука се печеше ракија. И кој помине по патот, врне се на една чашка.